Почнуваме. Добар ден на сите. Гледам се пријавуваат и други, додека се вклучат сите што се пријавија. Да ве поздравам од тимот на Златна книга, R3 Info-Media. Моето име е Горан Димитровски. Јас сум домаќин на овој денешен вебинар кој што го организираме Златна книга заедно со Олон Веб агенцијата. Само да видам. Претпоставам дека добро ме слушате, вашите микрофони се исклучени за да можеме да држиме фокус и внимание на тој што зборува, ако сакате нешто да кажете, само вклучете го вашиот микрофон долу лево. Ајде додека не сме почнале, може да ги вклучиме сите микрофони. Добра, имаме добар звук. Благодарам за Владимир за коментарот. Уште доаѓаат. Добро. Zoom стана најинтересен начин за комуникација и одржување на состаноци, но денешната тема на вебинарот е конкретно во насока на совет и препорака како состаноците што ги правиме преку интернет да видат успешни, уште подобри од она што ги правиме. Ние се очекуваме, барем наши очекувања се дека оваа навика за вакви состаноци ќе остане и кога ќе заврши кризава со коронавирусов ќе биде еден од начините како повторно да правиме состаноци, да скратиме на време, на транспорт, а сепак да работиме бизнес. Ванчо, ако може само наредниот слайд за да ги кажем во ведните работи за вебинарот, па потоа да препуштам да ја водиш темата. Како да правите виртуелни состаноци? Точно така. На вебинаров се различни фирми, некои ги познавам, некои не. Ајде пред да започнеме со оно што го подготвивме за вебинаров, може да ве замолам кратко да се представите, за да знаеме нели кој се е тука. Да почнеме по азбучен ред или не знам како. Еве Сладјана Спасовска, јас ќе ве читам па кратко кажете за себе си, од која фирма доаѓате, кој е вашиот бизнес, индустрија, кратко, 2-3 збора. Се слушаме, Сладјана? Да. Јас доаѓам од стоматолошката ординација ПЗУ доктор Нина и го следев и претходниот вебинар. Така, одлично. Вие имате доста проблеми со ситуацијава и вашето работење сега, колку што јас имам информација. Како се сноѓате? Да, периодот, да. Така. Па, ние сега речиси 3 недели како не работиме, пациентите ги менаџираме преку телефон, да оставиме некако како контакт. Инаку, сите што се со болка ги препраќаме на некој од дежурните пунктови што се отворени низ Скопје. Така. Добро, благодарам. Стеван Томовски. Јас сум од фирмата ПСС, фирма за истражување, која што изработува бизнес планови и анкети и студии за јавно-приватно партнерство. Така, благодарам. Поздрав до вас. Можеме да го искористиме карантинот да се слушнеме викендов, чисто да се апдейтуваме до каде сте со вашите активности. Ќе ве контактирам, Стефан, попладнево или утре ќе бидеме во контакт. Калина, се слушаме? Дали ја слушаме Калина? Дали може да кратко да кажете за себе, за вашата фирма, дејноста? Добро, доколку не може, одиме со Мак Нова. Дали сме тука? Можете да вклучите микрофон, да кажете 2 збора, 3 збора за вас? Веројатно не. Добро. Андријана Темова? Добро. Ивана Поповска? Океј. Јована е наша колешка. Ако не сум грешка, така ли е? Поздрав. Тука е Ангела. Душан Митев, од која фирма сте вие, Душан? Добро, може би имаме проблеми и кратко може би Владимир, нашиот директор, да поздрави и да продолжиме. Ништо, само да ве поздравам сите
Добро здравие и да оставиме на Ванчо да го почне вебинар. А после ќе оставиме простор на прашање за прашање на крај. Во ред. Добро, јас ги исклучувам сега вашите микрофони. Ќе биде доста интерактивен овој вебинар. Ќе ве замолам само ако може да ги исклучите вашите телефони, фејсбуци, други браузери, прозорци. Сакам да кажам, фокусирате се на состаноков и разговоров, за да бидеме по-продуктивни и по-концентрирани на темата. Ако може наредниот слайд само, Ванчо. Ова е серија на вебинари што ја започнавме минатата недела. Денеска зборуваме за темата како да правите топ виртуелни состаноци. Домаќин сум јас на овој вебинар, а наш гостин, односно колегата кој што ќе зборува за темава денес е Ванчо Костурски. Запишувајте си прашања, можете да ги поставувате и во чат, јас ќе ги следам. Ќе го прекинуваме Ванчо, ако не се луди, може нели, Ванчо? За да ги разговараме во текот на предавањето, но најдобро на крајот да имаме дискусија. Не сме ограничени од страна на Zoom со време, но сепак сакаме да завршиме во 1 час заедно со дискусијата и предавањето, така да можеме, Ванчо, да започнеме повеле. Само вклучи го микрофонот ако сакаш. Мислам дека не ти е вклучен. Дали ме слушате? Да, одлично е. Океј. Ви благодарам на сите што сте присутни, затоа што моментално ја трошите најголемата валута, а тоа е времето, бидејќи тоа е единствениот ресурс кој што не можеме да го надополниме, и јас се надевам дека ова време максимално ќе го искористиме нешто да научиме и да можеме нешто да примениме. За почеток, сите што имате мобилни уреди покрај вас или доколку сте на компјутер, можете да куцнете на овој линк polf.com/kvane062 и би ве замолил да одговорите на првото прашање. Значи, Горан, ќе ми помогнеш да го ставиш линкот во чат и да можат сите да го искористат и да може сите да гласат. Вашите податоци не се зачувуваат тука, не се регистрирате нигде, многу едноставно само гласате за да направиме еден облак од сите професии кои што се тука присутни. Линкот е polf.com/kvane062, согласете се на кукисот и имаме маркетинг и имаме адвертайзинг. Дали ме слушате? Горан? Да, тука се. Океј, супер. Оваа алатка ќе ја препорачаме и на денешниот вебинар, посебно кога ќе правите малце поголеми состаноци, истражување на јавно мислење, супер. Се надевам дека сите ќе се уклучите, затоа што уште еднаш ќе го користиме овој линк. Можеме да продолжиме и понатаму. Ќе поделам 11 совети кои што постојано ги користам јас, меѓутоа ги користат многу повеќе колегите од R3 Инфомедија. И првиот мој совет е дека треба секогаш да користите, за да имате топ виртуелни состаноци, да користите видеоконференциски повици. Зошто? Затоа што сите присутни се чувствуваат како прво дека се на ист состанок и се многу подобри од обичните повици. Јас ги препорачувам Zoom и Skype. Zoom води, како што кажавме и на изминатите вебинари во овој период, и тој ќе ви помогне да го персонализирате разговорот и да ги држите сите присутни ангажирани. Доколку не може некој од присутните на состанокот да се приклучи, обезбедете аудио опција доколку е неопходно.
затоа што за видеоконференциските повици ви треба реално добра интернет врска, некогаш нема да може да биде достапна, а Zoom ја дава и таа опција да некој се приклучи со аудио, но секогаш настојувајте да користите видеоконференциски повици. Истестирајте цела технологија пред состанокот. Тоа е мојот трет совет. Кога ќе истестираме технологијата, ќе биде состанокот како што е овој состанок. Значи имаме многу присутни, многу пријавени, има некој што не следат и преку мобилен телефон и веднаш започнува состанокот. Инсистирајте и на вашите колеги или доколку имате состанок 1 на 1, претходно да биде истестирана техниката, затоа што ништо не може да утепа состанок доколку ние започнавме и да тестираме во овој момент техниката, да се мнувате некој софтвер, не може да стартувате видео и така натаму. Секој сам треба да ја тестира технологијата и техниката. Zoom е многу интуитивна алатка и за тие што за прв пат започнуваат да работат со овакви алатки, имајте разбирање, затоа што никој од нас не е започнал знаејќи се и за да им дадете време на говорниците или на вашите колеги да се запознаат со алатките. Се запознаваат со алатките преку работа со истите. Значи немаме ние време сега да навлегуваме во нека теорија и некое време на губење многу за учење, туку веднаш започнуваме со работа со алатките. Видеоконференциите се секогаш поефикасни кога се гледаат лицата на учесниците. Така и ја жалам за изминативе конференции затоа што има некои проблеми со камерата, се надевам дека ги надминав и дека сите веќе добро ме гледате. Меѓутоа, инсистирајте на сите учесници кога имате состаноци и кога имате состанок 1 на 1, да нивните лица бидат видливи и побарајте од колегите, како негде оваа далечина како што сум јас или од вашите клиенти, да бидат поблиску до камерата за да се долови интимноста која што ни ја даваат личните состаноци. Ова е една од најважните точки. Благодарам за Владимир, затоа што Владимир раководи со многу поголем тим и заедно го работивме овој совет, а тоа е дека пред состанокот треба секогаш да имате план или агенда и цели кои што ќе водат кон остварување на таа агенда. За време на состанокот одите по тој план или по таа агенда и јасно ги кажувате кои се следните чекори и следни задачи по секоја точка, доколку имате повеќе цели, на крајот од состанокот. А по состанокот, и кога се работи за состанок 1 на 1, ја испраќате по мејл агендата и заклучоци како ќе се остваруваат целите за да бидат потсетник и за вашиот соговорник, и за вас, или доколку се работи за поголем состанок, да биде потсетник за сите и да се знае кој, кога, што и како треба да направи. Доколку нема пишан потсетник, мислам дека се губи и целата сврха на состаноците. Минимизирајте ги должини. Ванчо, извините, прекинувам. Владимир, мислам дека сака нешто да се вклучи, ако може. Добро. Само да му дадам конфирмација на ова што Ванчо го кажа. 2 пати или 3 пати му има некој иконче овде вако раче да се појави, reactions. Тоа го научи вчера кога ја видов презентацијата што ја спремаше Ванчо. Доколку состаноците, мислам, виртуелниот состанок е еднаков на обичен состанок, само што медиумот е преку интернет да се реализира. Јас овие некои типс кои што сега Ванчо ви ги пренесува, ги поттикнав јас во минативе, значи 2 слайда. Вообичаено она што јас го правам е кога имам состанок со вработените, кои што се отприлика околу 15-тина, 20. Претходниот ден трошам барем околу 2 часа да го
срочам состанокот. Поаѓам од тоа што ми е главна цел да им соопштам. Таа цел во ова време апсолутно мора да е позитивна. Никогаш не им соопштувам лоши работи. Мора да е мотивирачка и по можност што по-конкретна. Пред состанокот имам пишана агенда, бидејќи ако ја немам, состанокот оди во разни правци и се разводнува. Го држам состанокот по агендата. Добро е да е интерактивен, за жал многу ретко, искрен да бидам, ми успева да некој активно се вклучи во дискусија. Уште помалку да има предлог, квалитетен, меѓутоа тоа е дел од нашата култура. Не сакаме да сме проактивни како луѓе, за жал. И по завршување на состанокот, главните поенти, тоест тоа што сме го разговарале, им го праќам по имейл како потсетник. На тој начин сметам дека најмногу може да се пренесе пораката и најдобро може да се пренесе пораката и нешто да остане од состанокот, бидејќи луѓето се под стрес. Во последно време приметувам дека и нетрпение се раѓа поради предолго седење дома, некои има деца. Се обидувам да ги разберам, навистина. Јас немам мали, меѓутоа тие што имаат деца, малечки, навистина, и што се во стан, навистина не им е едноставно да издржат. И се обидувам да сум многу толерантен, меѓутоа да колку што е можно повеќе да работата оди. И за да оди работата мора да има некаков формат. Толку сакав да споделам со вас, Ванчо, можеш да продолжиш. И ти благодарам, Владимир. Владимир во основа, кога работевме со Владимир и кога работиме, е многу систематичен и стварно многу може да се учи за продуктивни состаноци. И Горан иде по таа агенда, може и таква помош да ви даде Горан без проблем. Да предеме, треба да биде минимизирана должината на презентацијата. Значи, бидејќи не постои ништо полошо отколку долга лична презентација, а уште полошо од долга лична презентација е долга лична презентација за време на виртуелна среда. Јас сега да земам и да објаснувам кој сум и што сум, и Горан да објаснува кој е и што е како мој домаќин. Веднаш започнете со состанокот, посебно кога се работи за долги состаноци, и сите информации треба да бидат претходно обезбедени. Ако треба некој да презентира на состанок, користете ја опцијата за споделување на екран и водете ја дискусијата така што сите присутни ќе имаат чувство дека се во исто време на исто место и на иста страна. Но секогаш давајте приоритет на конверзацијата. За Zoom има една многу убава алатка, тоа е ова на средина иконче, каде што имате делот Share Screen. Ние сега ја водиме дискусијата така, со два домаќини. Горан ми помага за да не ми се одвлекува концентрацијата како домаќин, како фасилитатор. И кога ќе правите презентација, можете да ја користите оваа опција и целиот ваш екран да може да го видат сите учесници на состанокот. Дури и кога ќе правите состаноци 1 на 1. Топло ви ја препорачувам оваа опција. И започнете со нешто што го викаат американците icebreaker, или да го скршите мразот пред да го започнете состанокот. Не се сите љубители на оваа техника, но важно е да ја користите како алатка за да ги зајакнете меѓучовечките односи, бидејќи сите сме реално изолирани и при тоа да не бидеме вулгарни и да ја имаме на ум ситуацијата на карантин и ситуацијата на затвореност. Значи, и тие айсбрейкери кои што ќе ги користите пред состаноците треба да бидат во контекст. Например, еве еден мој предлог, и кој е малку страшен, за мене е поучен, бидејќи ја објаснува зборот карантин. Значи, јас би го искористил во некоја народна прилика,
во контекст дека и во минатото имало страшни болести, терминот карантин доаѓа од италијанскиот збор каранта, што значи 40, и за прв пат се споменува во Венеција, каде што за време на чумата патниците на бродовите не смеле да го напуштат 40 дена. Значи, ова е така сериозен и е добар, можете како Icebreaker да ја користите и полев апликацијата, го имате веќе линкот, за да ги представите сите присутни на состанокот или едноставно да кажат нешто што имаат да кажат во тој момент. И ова е исто така малце порелаксиран Icebreaker или кршаш на мраз пред да започнете со состанокот, а тоа е сите мене ме доживуваат дека мене ми е лесно кога работам од дома, јас морам да се справувам на овој начин. Значи, ево контекст и ќе даде малку ведрина на самиот состанок. Бидејќи луѓето се сензитивни, ќе стануваат се повеќе и повеќе сензитивни. Како што ќе се затвараме, ќе бидат се повеќе и повеќе нервозни. Бидете оптимистични и бидете позитивни во Горан. Еве, јас пак дигнав рака, од моје искуство сакам да пренесам. Вообичаено кога ги правам неделните состаноци во понеделник со мојот тим, не користам вакви айсбрейкери, туку едноставно им давам осврт на информациите во врска со коронавирусот, кои што биле минатиот викенд, и се трудам колку што е можно тој осврт да е посмирувачки и да се базира на она што владата на РМ, Министерството за здравство го објавило минатите 2 дена, и воедно за да е позитивно се обидувам од странски медиуми да извадам тоа што се позитивни вести. И, например, минатиот понеделник тие позитивни вести беа информациите дека во Данска се отвараат училиштата и дека во Австрија се планира да се враќа животот во нормала, дел по дел, нели, сегмент по сегмент, започнувајќи од со завршување на великденските празници. Секогаш нели зборуваме за агенда и секогаш треба да одиме по планот на состанокот кој што сме го договориле или сме го зацртале на самиот состанок со соговорникот. Еве, зошто е добро и важно да имате домаќин, односно во терминологија на Zoom co-host, некој што доколку се случи ваков проблем да изгуби конекција вашиот Zoom или кој да е софтвер, да може да влезете понатаму веднаш во комуникација како некоја бекап варијанта. Виртуелната дискусија е незгодна, да, потешко се управува отколку личната, но лицето кое го води состанокот е тој што го насочува разговорот и им помага на учесниците да се фокусираат на содржината. Фасилитаторот, домаќинот, улеснувачот испраќа цели агенда до сите пред состанокот. И тука секогаш е многу важно да се има комуникација која што држи фокус за она што се разговара на состанокот. Она што може да се користи како алатка е она што го правевме на почетокот. Значи да има комуникација, некаква интеракција со публиката, со присутните на состанокот, без разлика дали зборувате еден на еден или зборувате со повеќе, со група. Важно е да се осигурате дека пред се тој што треба да биде на состанокот може да се вклучи на состанокот и техничкиот дел, јас би рекол, на страна да го ставиме од состанокот. Океј, Zoom е техника, треба да се кликне таму ваму, но тоа се прави еднаш и не треба да биде концентрација и внимание дадено само на тоа. По завршувањето на состанокот, подсетник имал агенда за клучоци од она што сме го разговарале. Доколку ова не постои, како пракса, најчесто она што сме го разговарале го забораваме за ден-два, ма може и пократко, и е многу тешко да се сетиме на сите поенти, сите договорени точки од состанокот потоа.
Затоа барем 5-10 минути после состанокот е важно тоа да биде средено. Битна е анимацијата во учесниците, посебно ако правите вебинари како овој. Знаете, вие зборувате, но не знаете публиката што прави. Кога сме на екраните на компјутерите, нели има многу занимации кои што можат да го одлечат вниманието. А анимацијата, односно држењето на фокусот, може да се направи без да се знае многу технички. Важно е да не зборуваме сите во исто време, бидејќи нели еден можеме да разбереме што зборува, не можеме сите паралелно да ги слушаме. И затоа е многу важно да комуницирате со публиката. Ова се вештини што и во презентации во живо треба нели да ги правиме, посебно ако имаме поголема група на соработници. Еве ќе го прашам Стефан, дали се следиме, дали е се во ред со техниката? Да, се е во ред, изненади Ванчо што се прекина. Да, само што добив известување од него дека нешто е компјутерот не ќе биде добро. Владимир, ако посечи раката што се движи овдека сега. Да. Да, прашањето ми е при покажувањето, дали е тоа при share screen се возможно, пошто до сега не сум правил презентација со... Да. Не, еве јас вчера кога ја добив презентацијата од Ванчо, во еден од слайдовите, мислам дека сега следи, ги објаснувам можностите на апликацијава и овде подоле, ако идете со курсорот, има едно, ако сте на десктоп или на Евего. Не, да. Кај мене Reactions има и ако сака да земе некој збор, го кликам ова, се појавува раче овде, не знам дали се гледа и кај вас. Гледа се, гледа. Само кај Горан и едноставно знае дека сакам да кажам нешто. Значи, како да дигам рака во училница, како деца. Значи, сакам да дополнам ова, бидејќи јас... Нема раката. Мола? Кај мене ја нема, има invite, participant, share, cache, record и... Не знам, најверојатно треба да проверите. Во смисла на она што Горан го кажа пред малку, па и јас нешто искоментирав. Овие Zoom calls, еве, за некаква презентација како што ние сега ја правиме, меѓутоа јас многу пооперативно гледам, бидејќи јас ги држам состаноците со моите вработени минативе 3 недели исклучиво на овој начин. Навистина е предизвик да се држи темпо. И оно што го заклучив е дека јас, например, моја пракса е секој ден во 9 часот наутро имаме пола час сите заеднички состанок. Слично нешто сме организирани кога не беше кризава, да се собереме и да поразговараме што ни е работа дента или неделата. Тоа темпо се обидувам да го задржам и сега. Мислам дека е многу важно вработените да имаат директна комуникација со претпоставените и со колегите секој ден. Бидејќи многу мотивацијски е, ако ништо друго, се чувствува дека едноставно некој се грижи за нив. Втора работа што е многу важна, малку и претходно на тоа спомнав, во релација со културата на нашите луѓе, е да успеете да активно се вклучат сите во состанок. Генерално компаниите не може да ги води еден човек. Делегирање на обврски мора да има и во редовниот бизнис, сега нарочито кога има вакви ситуации каде што работите се дополнително комплицираат заради, не знам, X причини врзани со коронава, исклучително е важно да и други луѓе од компанијата земат учество во овие состаноци онлайн, бидејќи тоа покажува дека тие луѓе генерално се способни да преземат некакво лидерство во компанијата и одредени процеси да почнат сами да ги водат, ако не ги воделе до сега. И за мене е тоа многу важно да препознавам дека има луѓе кои што заедно со тие кои што се менеджмент
се обидува да излезат, да ја стават фирмата на нозе. Бидејќи на никога не му е лесно и за да ситуацијата до некаде се стабилизира, треба многу повеќе работа и треба инволвмент на многу повеќе луѓе. Еден човек тешко. Тоа само не да го кажам. Во оваа фаза. Сакаше Рино нешто да каже, крене раката. Не знам дали ме слушате. Да, одлично. Некој праша го нема копчето, па мислев ако помага доле од десниот агол има мор да се стисне, па се отвара полето за раката. Така, одлично. Ако не го работеле до сега, има копче за дополнителни функции. Така само тоа да го направи. Во ред, фала Рино, фала. Додиме натаму. Гледате дека најдобро се учи алатката кога ќе се проба и кога ќе се кликаат сите можни опции, но ги сумираме, нели, работите за да можеме да продолжиме понатаму. Едно од начините како да водиме добри состаноци е да започнеме да ги гледаме и да го ловиме говорот на телото на соговорниците. Малку е тешко, бидејќи се работи за виртуелни состаноци и доколку сте во можност да користите алатки за поголеми состаноци, овака, за да бидат малце по-ефективни, за да бидат малце по-интерактивни, да користите алатки за гласање. И секогаш да имаме во предвид дека на сите им треба време да ги научат одредени алатки. Значи, тоа што го кажав и на почетокот. Се учи за брзо време, доказа тоа што се повеќе и повеќе луѓе го користат Zoom, доказа и се овие вебинари кои што ги правиме и веруете ми, ќе ви остане во навик. Немојте да се плашите да отварате тешки теми. Може би е природно за некои тешки работи да се разговараат еден на еден, кога ќе се видиме, меѓутоа треба сите да разбереме дека никој не е имун на овој вирус, ниту политичари, ниту новинари, ниту ние, ниту било кој, и дека оваквите алатки ќе се користат сега, меѓутоа навиката ќе остане во иднина и немојте да се плашите на некој од состаноците да отворите некоја потешка тема. И бонус, тоа е да постојано вежбате. Значи, мојот совет е постојано да вежбате, додека сте во изолација, држите ги вашите стаф митинзи, држите ги вашите состаноци еден на еден со колеги, еден на еден со клиенти и така единствено се учи. Откако ќе заврши со состанокот, размислете што е добро, што не е добро за време на трењето на состанокот и што можете да подобрите. Што можете да унапредите и како да бидете попродуктивни. Како што каже и Владимир, се што правевме на обичните состаноци, имаме алатки и начини да го трансформираме на овие виртуелни состаноци. При тоа имаме хендикеп, а тоа е дека не сме со исти луѓе во иста канцеларија на исто место, дека комуникацијата е асинхрона, меѓутоа можеме да ги прилагодиме и нашите тимови и ние да правиме подобри состаноци и колегите со кои што збориме, со кои што комуницираме да бидат многу подобри на тие состаноци. Ванчо, да, само еден коментар. Оно што јас го забележувам кај вработениве во R3, кај голем дел од вработените во R3, е дека првичната реакција им е дека им е проблем да користат вакви алатки и тоа е најверојатно она вообичаена прва реакција од промени. Едноставно луѓето не икат да се менуваат, тоа е најверојатно не знам, врзано со психологија. Меѓутоа, јас инсистирам да во текот на неделата, ви спомнав дека секој ден имаме вако виртуелен тимски состанок, во текот на неделата и други луѓе наместо мене држат одреден ден состанок со колегите и едноставно кога ќе се даде тоа како задача,
тие луѓе мора да научат да ја користат технологијата, инаку или оваа Zoom апликација, инаку нема да можат состанок да реализираат. Имам две цели. Првим да ги тргнем од зона на комфорт дека не можат да научат, апсолутно, ако можам јас да научам на 50 години, може секој да научи. Не е ништо комплицирано. Сите користат социјални медиуми, ова е најверојатно и поедноставно од користење на социјален медиум. Тоа е број 1 и број 2 се обидувам да, бидејќи да кажеме дел од луѓето кај во Златна книга работат директна продажба. Се обидувам да го воведам овој начин на комуникација, бидејќи сега веќе директна продажба не може физички да се прават состаноци и дел од состаноците морат со своите клиенти треба да ги вршат на вакви апликации. Едноставно, ако не им дадете под одреден благ притисок задача да почнат да користат технологија, да ја направат понудата па да ја презентираат на ваков начин преку Zoom call на клиентот, они нема никој што да го направат и ќе си продолжат по линија на помал отпор да ги прават состаноците исклучиво на телефон, а тоа знаеме дека е многу помала шансата да се затвори состанок кога не е личен. Во ова време, кога има забрана за лични состаноци, ова е најлично нешто што може да се направи и поради тоа сметам дека е добро сите вработени во компанијата да можат постепено да се навикнуваат на користење на ваква технологија. Јас, например, инсистирам на тоа. Апсолутно се сложувам. Најдоброто учење што сум го имал во животот, од како ја затворив колектива нашата претходна компанија, беше со мојата техничка поддршка со дечките од Љубица Лучница. Ја ностоп ги прашував и во еден момент они ми викаат, значи Ване, ти не можеш ностоп да бараш нешто, знаеш, ќе си го седнеш и ќе си го научиш. Ако сакаш да продолжиш со ова, да се занимаваш и да работиш. И секогаш би беше тешко на почеток и после тоа станува многу лесно, бидејќи се навлекуваш и постојано работиш. Јас се сложувам апсолутно со Владимир и да, отпорот на почеток е голем, меѓутоа кога можат луѓето да го користат и за други сврхи, не знам, на некој да му се допадне да се додворуваат, не знам што да прават со себе и со овие алатки, можат и да ги користат за работа и постојат техники и верувајте ми, посебно кога ќе работите доколку работиме со странство, тоа е единствената техника која што ние наназад сме можеле да ја искористиме, затоа што немаме едноставно скапи се сите состаноци да се видиме во живо. Пред да проидеме на прашање на одговори, јас би сакал да повторно се вратите на тој линк кој што го сподели Горан, а тоа е да видиме какви алатки во овој период користите, со какви начини на комуникација комуницирате со вашите клиенти, со вашите колеги и кои алатки, кои комуникацијски канали ги користите. Дали ме слушате или повторно направив нешто зашто ќе жалам после тоа? Се во ред. Еве го линкот под чат прозорецот, каде што може да се постави прашање или да се каже, напише нешто, така да можете да го кликнете линкот таму и да пополните. Се е во ред, освен со мојот компјутер. Кој што пак глави. Окей. Горан, јас повторно не знам од кој причини се кувам. Предпоставам дека оваа апликација мене ми го блокира компјутерот. Океј, можеме да проидеме на прашања и на одговори, за да видиме што поефективни. Значи, јас гледам на прашања и одговори, бидејќи апликацијата, барем кај мене, е заглавена на истото прашање. Да, и кај мене мислам дека и тоа ме изфрли. Батали го тоа, ќе го истестираш идниот пат малку подобро. Да. Може ли да предеме на прашање и одговори или ако имаш уште некој слайд? Нема, во основа беа сите овие мои совети, совети за светло, како што сум јас сега поставен,
Ја свртам овака камерата наопачки, значи го земам светлото, моментот го користам од надворешното светло и удира кон мене. Ке имаме и еден блок follow-up како да си наместите за да си се чувствувате многу подобро. Јас реално си се чувствував хендикепиран на минатиот состанок затоа што не си се едноставно не си се гледа. Горан, јас имам проблем со PowerPoint-от, дали може на последниот слайд и за најавата за идната недела и ти да го преземеш затоа што дефинитивно имам проблем со Microsoft за да не направам никаков проблем. Може. Ќе го зборуваш ти или јас да го кажам? Да, јас ќе го зборувам само некако да се уклучам. Претходниот слайд за сите прашања што ги имате за било какви прашања, во било кое време можете да го контактирате Горан и целиот тим, затоа што се многу голем тим и се реално спремни на Златна книга, го имате неговиот телефон, го имате неговиот мејл, можете да ме контактирате и мене во било кое време. Ако сакате да продолжиме и со прашања и одговори, да најавам една тема што веќе ја начна Горан на сите што беа на неговото веб кафе во 10 во среда, а тоа е e-комерсот во овој период. Следната наша тема, наследниот наш вебинар е како веднаш да започнете со онлайн продажба. Поради петок, поради Велики петок и поради великденските празници, го померуваме во еден многу интересен термин кој што се подудара, а тоа е на 16.4. Во четврток во 4 часот или во 16 часот. Дали имаме дополнителни прашања и одговори или било какво прашање кое што сакате да го поставите? Па може би јас би прашал дали некој од присутните прави колегиуми користејќи вакви алатки и какво му е искуството, ако може да сподели со другите или дали може би со своите клиенти почнал да комуницира со некаква слична алатка. Рино. Па не во врска со прашањето, ја друго сака, пошто не можам да ја следам цела презентација, ме прекина 4 пати, така да дали ќе има некаде да проследам снимено. Апсолутно да. А сега ова што праша Владко, ова го правам сега за да почнам да применувам активно у фирма, а за со клиенти не знам колку ми се клиентите технолошки за ова подковани, ќе пробам. Затоа го правам ова денески го следев за да пробам да инициирам и кај клиенти. Да, значи претходно месец дена се изгубија контактите, знае Владко, моја работа е врзана со контактирање и посетите. Без контакти не иде работа. Така да се надевам ќе помогне. Ова Zoom апликацијава е интересна заради тоа што не бара, барем на десктоп, не бара никаква дополнителна инсталација да се направи. Мислам дека за мобилниот бара апликација да се сипне. Исто така има едно трикче кој ќе го закажувате со панокот да не барате, да не ставите да има пасворд, бидејќи ако ставите пасворд луѓето имаат проблем да го укуцаат. Сите тие ситници и трикчиња имавте контактот горе малце погоре, слободно обратете му се на мејл или на телефон и он ќе ви ги каже, а најдобро од се е со некој дома, со син, ќерка, што и да имате, да ги истестирате првно различни соби за да имаше еден од слайдовите на почеток, многу е лошо кога ќе закажете состанок и кога ќе не може да го реализирате, после е големо разочарување и за вас и за соговорникот. Значи, пробај го Рино со некој од твоите блиски дома за да ги видиш ситниците или деталите, а ако имаш прашање со Горан слободно контактирај. Океј, фала. Друг некој дали има можеби пробано? Ако пробувајте како што треба. Зборувавме, направете ја понудата, да кажем, ако е за клиент. Еве, јас имам такво искуство.
средава имав состанок, се надевам успешен, со нека осигурителна компанија од Македонија, меѓутоа имав спремено понудата исто како да одам на состанок со компанијата. При разговорот на скриншер, како што е сега презентација, одевме по понудата и потоа понудата ја пратив на мејл. Ако ништо друго, со тоа му кажувате на клиентот, на соговорникот, дека му го почитувате времето и дека добро сте го спремиле состанокот, зголемувате шанси да состанокот биде на крај успешен. Апсолутно се служувам со Владимир. Повторно ќе кажам, овие алатки се вежба, применувајте ги затоа што имате прекрасна шанса во овој момент, независно во кој сегмент работите, да се такмичите со многу поголемите бизниси, затоа што многу поголемите бизниси им требаат време, дозволи, процедури да се за да започнат со некаква трансформација, а вие имате секаква поддршка во овој момент и од тимот на Златна книга, имате од мене, можете и дополнително нешто да научите, можете да ни сугерирате која ќе биде и некоја тема која што сакате да ја одработиме дополнително и можете да реално бидете побрзи од сите поголеми фирми и брендови кои што се во ваш оглас, кај што се уште се заглавени на процедури како ќе се движи состанокот, кои се безбедносни, не знам, прашања кои што треба да се речат, па каков ќе биде брендингот и така натаму и така натаму. Овој период на комуникација, на враќање на комуникацијата и на враќање на трговијата, искористете го затоа што како мали бизниси имате многу поголема предност од големите бизниси. Имаме ли уште некои прашања од присутните? Јас си ги вклучам сите микрофони за да постави прашање кој сака. Повелете. Стефан. Ја неколку пати го поставив Рачево дека меѓутоа не знам дали се гледаш или не, дали го видовте. Дали го гледате прво тоа, сакам да го прашам? Да. Добро. Да ве прашам дали сте имали искуство, ова е една убава презентација, благодарам на Ванчо, Владимир и Горан. Јас планирав да обучувам невработени лица за изготвување на бизнис план на овој начин и тоа го предложив до Завод за вработување, па ме интересира вашето искуство, дали имате искуство, пошто не верувам дека имате искуство, меѓутоа како е вашето искуство со обука на лица кои што се во сферата на невработени или така. Помалце може би ја знаат технологијата и слично. Ајде. Благодарам. Јас работам обуки. Најчесто ја очекувам да работам обуки со деца кои што ќе бидат технички спремни. Моите студенти се фирми кои што од мука започнуваат и од потреба започнуваат да учат дигитален маркетинг. Верувајте ми, не постои во начинот на брзо прогресирање на учењето. Сите брзо ги се овладуваат и едноставно треба да имаат желба. Ништо повеќе. Доколку имаат желба, многу едноставно. И уште едно прашање, дал апликацијата Zoom е само на 40 дена и колку пати во текот на неделата може да се користи ако е 40 минути, подоцна 40 минути? Апликацијата Zoom за групни повици е ограничено на 40 минути слободното користење. Ние користиме сега премиум акаунт, премиум сметка. Мислам дека од распонот од 14 до 19 долари на месечно ниво и е сосема доволна, затоа што тогаш добивате бесконечно, не знам, некои се 24 сати може да трае состанокот со не знам колку луѓе спееме.
Да, со 100, но ако има и надминување на 100 се доплаќа некоја сума. Да. Ќе го пратам линкот каде што. Кај мене у принцип највеќе може да биде до 15, од 10 до 15 учесници. Меѓутоа, моја сугестија е доколку започнувате со такви обуки, дека ова ќе ви исцрпува доколку водите обука, доколку имате голем интензитет на неделно ниво, затоа што со 15 луѓе да работите ќе биде исцрпувачки. Можете некои од сесиите да ги работите, јас би ве советувал, останатите сесии да ги снимите на YouTube и да ги закачите, за да може да ги гледат. Инаку е исцрпувачки да работите со толку луѓе во голем континуитет. Па 5 дена би требало да биде тоа буката, ама по 6 сати. Нема никаков проблем. Добро, ако немаме други прашања, да го завршуваме денешниот вебинар. Имаме најави за следниот. На мејл ќе ви пратиме и снимка од ова што го направивме денес, за да можете да го преслушате во време на полициски час. Една препорака, ако може, пошто работното време нас ни е од 7 до 4 часот, а јас дома неќу да користам и да работам много. Ако може да овие вебинари што ги организирате да бидат во тој период, ова денеска беше одлично, затоа што пред да си идеме дома, јас сум на работа, пред да идам дома, до 4 саат, едноси имам уште сат време доволно за да стигнам до дома. Јас мислам дека не е лош предлогот во 2 часот да задржиме. Ванчо, ама ајде ќе размислиме па ќе. Мислев ради полициските часови затоа што иде Великден и голем полициски час, заради тоа ми е за да успеат сите луѓе да купат нешто за дома, да не им биде обврска, затоа што јас сум до Веро, гледам каква лента има на луѓе заради тоа. Да ви кажам од моја гледна точка, најубаво се купува од 8,5 до 9,5. Тогаш ги нема пензионерите, пензионерите идат од 10 до 12, така да од 9,5 до 10 сатот слободно купувајте. Најдобро е тогаш. Најдобро е. Ќе ви пратиме на сите време кое што ќе видиме, ќе се договориме да кој ќе биде. Јас би сакал да ви посакам на сите добар викенд и добро здравје. Благодарам. Исто и од мене, луѓе, се слушаме и бидете ми убави. Поздрав, Поздрав. Добро.